Станува збор за еден надживеан закон, кој што е донесен уште пред осамостојувањето на Македонија, 90-та година, и кој што е 20 пати менуван, но немаме пречистен текст. Закон кој што го надживеало и времето и на кој што му е дојден крајот. Веројатно и треба да донесеме нов закон. Меѓутоа, се додека не го донесеме, членот 11 останува. Ова е тој збунувачки член 11, почитувани колеги, кој што ги создаде сите недоумици после одлуката на Уставниот суд од месец март оваа година, со која платите на функционерите се покачија за неверојатни 78%. Цениме дека забуната е настаната со толкувањето практично на овој член 11. Ке го цитирам чисто да биде појасно и за граѓаните. Значи, членот 11 во консолидираната актуелна важечка верзија гласи дека основицата за пресметување на плата е просечната исплатена месечна плата по вработен во Републиката за претходната година според податоците на Државниот завод за статистика. Цениме дека забуната настанува во просечна исплатена месечна плата. Имено Министерството за финансии толкува дека тоа е бруто плата, што изнесува некаде околу 47-8 денари на државно ниво од ланската година, додека ние мислиме дека граматичкото толкување, а со тоа бараме и да биде автентично толкување, треба да биде просечната исплатена месечна нето плата по вработен, бидејќи ако гледаме трудово правно, исплаќањето на платата или платата која работникот ја носи дома е нето платата, таа не е бруто платата, и од тука таа би изнесувала некаде 34,5, не знам сега колку е во меѓувреме, или ланската колку била. Тоа значи дека е намалување од 47 на 34,5 и сметаме дека на тој начин ќе се добие де факто одмрзнување на платите, односно согласување со степенот на инфлација, порастот на трошоци за живот и слично, а нема да биде зголемување како што е во случајов сега. И поради тоа бараме автентично толкување од страна на Законодавно-правната комисија и Собранието да истолкува практично автентично дека станува збор за нето, а не за бруто плата, со што би станало облигаторно за оние кои го толкуваат, вклучително и за Министерството за финансии и за сите буџетски корисници, односно функционерски плати, кои што се неколку илјади, мислам, на ниво на Република.